Ветер со сила на торнадо и многу силен дожд синоќа нанесоа големи штети во речиси сите општини од источниот регион. Страдаа покриви на згради и куќи, паѓаа столбови, се кршеа дрвја, а вода влегуваше од сите страни. Во Штип половина час имаше невреме, кое според силината ќе се памети. Најголемата штета на едно место е дел од покривот на клиничка болница Штип. Се однесува на последниот спрат, тоа е дел од ортопедија и единицата за интензивно лекување. Тие функционираат, но со намален капацитет. Пациентите се сместени во делот каде што е суво, каде што нема прокиснување, значи во текот на ноќта ќе видиме ќе ги префрлиме дел од пациентите на други оделенија со цел да бидат заштитени, да не настанат некои накнадни дождови со кои би се пореметило функционирањето. Поради што пациентите со скршеници привремено ќе се насочуваат кон останатите центри, соопштија денес од клиничка болница Штип. Одделот за ортопедија при клиничката болница Штип привремено нема да може да згрижува пациенти со скршеници. Ќе бидат упатувани во други здравствени центри до завршување на санацијата. Ги повикуваме и здравствените институции и службите во наредните денови овие пациенти да ги препраќаат во други здравствени центри, каде ќе им биде обезбеден потребниот ортопедски третман. Јавноста ќе биде навремено известена за повторното нормализирање на работата. Големите штети ги потврди и министерот за здравство Сашо Клековски. И има значајни штети на крвната конструкција во клиничката болница во Штип, благодарејќи на брзата интервенција на градоначалникот Иван и на директорот таму веќе се отстранети штетите и се работи на проценки. Невремето итно на терен ги извади екипите на јавното предпријатие ИСЕР и Стипион, кои за среќа енергично се справија со проблемите. Во текот на вчерашната вечер, заедно со екипите на јавните предпријатија, територијалната противпожарна единица во координација со сите други надлежни институции и СВР Штип, успеавме да го санираме за да го оспособиме градот да функционира и сите јавни површини да бидат во најголем процент исчистени од последиците од невремето кое го зафати во текот на вчерашниот ден Штип. Непогодата проблеми направи и во Кочани, Чешиново, Облешево, Проби, Штип, Свети Николи и други општини, каде што исто така имаше брзи реакции на општинските служби преку кризните штабови. Уште во ноќните часови од наша страна што беа задолженија да ги решивме во 90%, потоа пристапи на терен Електроевана на Македонија, која ги отклонуваше дефект по дефект каде имаше оштетување на електричната мрежа од паднати дрва, од прекинати инсталации. За многу кратко и тие постаса и ноќта околу 2 часот веќе голем дел од градот веќе имаше струја и се постави на мрежата водоводна, бидејќи немавме струја и на бунарите и на препумпната станица. Бунарите кои не напојуваат со вода. Од рано утринава, заедно со кризниот штаб, сме излезени повторно на терен по дневни услови да можеме да најпрецизно ги лоцираме и отстраниме дефектите. Евана очекуваме во секое време да ги санира штетите и да добијат струја населените места кои што се исклучени од системот. Општинските служби и надлежните институции се на терен, за да ги отстранат последиците од невремето и да и помогнат на граѓаните. Ги повикувам сите жители кои имаат претрпено материјална штета, навреме да ја пријават, за да можеме да направиме реална проценка и да преземеме соодветни мерки. Изјави градоначалникот на Проби Штип Тони Тоневски. Во текот на денешниот ден санацијата на штетите продолжи, а граѓаните можат да пријавуваат штети за компензација. Општината во рамки на надлежностите кои ги има изработи овозможи да на терен излезат комисија која ќе направи проценка на штета. Во текот на денешниот ден граѓаните ги пријавуваат штетите на приватните имоти кои се последица од силното невреме, така да врз основа на сето ова верувам дека ќе успееме во рамки на нашите можности и надлежности да ја вратиме состојбата во која што е нормално да функционира еден град.
Вчерашното невреме веројатно не е последно, бидејќи од УХМР велат дека во попладневните часови ќе има услови за повремени врнежи од дожд, наместа проследени со појава на грмежи и повремено засилен ветер, додека ветровито ќе биде во текот на денот, речиси на секаде, особено долж по Вардарието и во источните делови повремено и засилен ветер од северен и северозападен правец, но со брзина до 60 км на час. Најголеми штети од невремето има кај ајварскиот пипер, пченката и други култури, сумираат производителите. Површината под ајварски пипер е голема, тврдат земјоделците. Голема. Кога ќе фатиш од Василевска општина, па завршиш Босилово, Ново село, Струмица, сите 4 општини се уфатени од регионот на Огрежден, се уфатени сите со непроценлива штета. Кои се најпогодени од културите? Од културите, тоа што е сега засадено, тоа е куртовата капја ајверката. Она е моментално најмногу засадена во овој период и е најмногу погодена. Вчерашното невреме со ветер и дожд има многу голема штета на пченката, бидејќи во таа фаза е на клас и не може да издржи толку удар на ветер и многу има паѓање на земјата и кршено. На удар вчера беа и лозјата, кај кои за среќа штетите не се големи и подносливи се. Кај лозјата секако дека ќе има оштетување, тие механички оштетувања ќе ги има, во кој степен ќе видиме, не знам, тоа пак ќе го покаже времето, меѓутоа ипак веруваме ќе се рефлектира и тоа и врз лозарството, врз грозјето. Увид во штетите кај градинарските култури во Струмичкиот регион денеска изврши министерот Борче Серафимовски. Реално големи проблеми се затекнати земјоделците и еве како министерство, како влада и како држава, воедно и општината како локална самоуправа, согласно сите законски правила и прописи кои што постојат за заштита, сме тука за да се искоординираме и нормално да дадеме можност за да помогнеме на земјоделците. Големите штети, особено кај ајварскиот пипер, уште од сега креираат повисоки цени, но и кај останатите видови на зеленчук и овошје. Секој пат цената штетите влијаат на цената, ама за жал земјоделецот кој го произведува нема да усети ништо од сето што. И тоа сето ќе се рефлектира врз идните цени на зеленчукот по пазарите. Дали тоа ќе иницира по високи цени или? Апсолутно. Тоа ќе има рефлексија негативно врз цените, пазарите цени на посебно на градинарските производи. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара да се утврди целиот синџир на одговорност од локалните институции до Министерството за здравство за случајот со водата за пиење во Гостивар, патем и барајќи оставки од министерот Клековски, директорката на Институтот за јавно здравје Андоновска и директорот на Агенцијата за храна и ветерина Миланов. Бараме да се утврди целиот синџир на одговорност од локалните институции до Министерството за здравство. Бараме политичка одговорност, итни оставки од министерот за здравство Сашо Клековски, директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов, одговорните на локалните центри за јавно здравје и од сите одговорни лица кои со своето непостапување, доцнење или прикривање допринесоа оваа епидемија да добие размери какви што денес гледаме. ВМРО ДПМН од друга страна сметаат дека опозицијските ДУИ и СДС заедно со Таравари молчат за градоначалникот Валбон Лимани, зошто е нивен кандидат. Кога Валбон Лимани вели дека не чувствува никаква одговорност за скандалот со водата во Гостивар, СДС, ДУИ и Таравари молчат. Истите оние кои секојдневно зборуваат за отчетност и бараат оставки, денес не бараат ниту извинување, ниту политичка, ниту морална одговорност од својот кандидат Валбон Лимани. Очигледно, за СДС, ДУИ и Таравари, одговорност постои само кога се работи за политички противници. Кога се работи за нивните кадри, тогаш следуваат молк, оправдувања и заштита.
Дали Валбон Лимани има политичка заштита од СДС, ДУИ и Таравари? Дали за нив е поважно да го заштитат својот кандидат, отколку да им објаснат на граѓаните како дојде до скандалот со водата? Граѓаните заслужуваат одговорност, а не молк. Донесувањето на изборниот закон сега исклучиво зависи од СДСМ, Левица и ДУИ. Што тие ќе предложат и договорот, ние ќе прифатиме. Што имавме, рековме, а сега останува само повторно да апелираме за работите да се движат, изјави премиерот Христијан Мицковски. Затоа јас суштинашка апелирам на одговорност, на зрелост кај председателите на СДСМ, на Левица, на Демократската унија за интеграција, на останатите формални или неформални групи во парламентот да седнат како коалиција, да се договорат и да ни донесат документ кој што ние веднаш ќе го прифатиме. Така што мислам дека треба зрело да се однесуваат председателите на политичките партии СДСМ, Левица и ДУИ и да не го блокираат ова, туку како коалициони партнери да седнат и да се договорат каков текст на изборен законник на нив им одговара, ние тој ќе го прифатиме. Освен изборниот, сите други закони предвидени од Европската комисија и реформската агенда се донесени и во тој дел Македонија ја има лидерската позиција, открива Мицковски. Сега ние веќе денес имавме пред овој настан состанок преку онлайн врска со Брисел, со господинот Копман, разговараме веќе за оние закони и оние реформски чекори кои што се во грејс период до декември оваа година и кои што се во предвидениот рок од декември од оваа година, така што ние продолжуваме со несмалена динамика да испорачуваме. Денеска од нивна страна добивме, би рекол условно кажано, и одреден комплимент дека сме први од сите земји кои што започнуваат веќе со овие чекори да се занимаваат, додека другите се уште немаат таква намера, така би го кажал тоа. Од 1 август пратениците се на годишен одмор, а нов обид за донесување на изборниот закон веројатно ќе има потоа, односно во септември. Државниот завод за статистика објави дека просечната месечна исплатена нето плата по вработен во мај 2026 година изнесувала 49.544 денари, што представува зголемување од 8,2% во споредба со мај минатата година. Просечната бруто плата во истиот период достигнала 74.482 денари, исто така со годишен раст од 8,2%. Најголемото зголемување на платите е забележено во секторите снабдување со вода и управување со отпад, уметност, забава и рекреација, како и транспорт и складирање. Во однос на април, раст на просечната нето плата има кај трговијата, рударството и транспортот. Гром вчера усмрти цело стадо овци близу градот Купрес во Босна и Херцеговина за време на силната бура што ја зафати земјата. Од локалната метеоролошка служба наведува дека станува збор за едно од најтешките последици од вчерашното невреме. Невремето во бројни делови од земјата резултирало со одрани, паднати дрвја и со отежнат сообраќај, а во некои подрачја биле предизвикани значителна материјална штета. Според медиумските извештаи во подрачјето на градовите Невесиња и Столац, Пајгал и град со големина на Тупаница. Бугарските власти го отфрлија предупредувањето на Иран дека стационирањето американски авиотанкери на бугарската територија би представувало соучество во воени акции против Техеран, нагласувајќи дека авионите ќе имаат исклучиво логистичка улога. Бугарскиот премиер Румен Радев изјави дека е категорично исклучено воени операции на Блискиот Исток да се спроведуваат од бугарска територија. Овие авиотанкери се наменети исклучиво за логистички мисии и ќе се полнат со гориво надвор од бугарскиот воздушен простор, рече Радев. Адвокатот по кривично право Ставрос Георгију беше пронајден мртов во својата канцеларија во центарот на Атина доцна синоќа, пишува порталот Прототема. Според досегашните информации, судскиот вештак не констатирал повреди што би укажувале на употреба на нож или огнено оружје, а се проценува дека Георгију бил мртов околу 24 часа пред да биде пронајден. Доказите упатуваат на заклучок дека адвокатот бил брутално претепан со тупаници и клоци, главно во пределот на главата, каде што настанали повредите што предизвикале крварење. Надлежните истражуваат можноста несрекниот човек за време на нападот да удрил и во мебелот во канцеларијата.
Управувањето со комуналното заедничко домување во Штип е неорганизирано и нерегулирано. Со повеќе од 400 влезови во стамбени згради во Штип управуваат 3 компании на кои граѓаните постојано имаат реакции, бидејќи остануваат без услугите за кои плаќаат. Не може без регулирана цена граѓаните да добиваат фактури за одржување или за нови инвестиции во рамки на колективните згради. Сето ова мора да биде исконтролирано за да не дозволиме во иднина да имаме злоупотреби од страна на приватните компании кои се оператори, управители на згради и од друга страна граѓаните пак да немаат колективна и законска обврска и одговорност во рамки на едно колективно и заедничко домување. Во оваа насока Јорданов изнесува: Искомунициравме веќе со регулаторна комисија за домување, која што на следна седница на управен одбор на ЗЕЛС ќе практично се отвори оваа тема и ова прашање за да се утврди цената која граѓаните ја плаќаат кон приватните управители на колективните згради. Од друга страна, исто така, граѓаните треба да бидат информирани за правата и обврските кои ги имаат во едно колективно домување. Затоа што на дневна основа се случува да имаме причинско-последични работи кои оставаат цели населби без вода или пак ја загрозуваат безбедноста на станарите во рамки на едно колективно домување кое што во 21. век не смее да се дозволи. Општината ја превзема улогата на посредник меѓу управителите и граѓаните. Со оглед на тоа што се приватен имот, се обврска на управителите на овие стамбени згради и општина Штип, ниту јавните комунални претпријатија немаат законска можност да реконструираат во внатрешноста на нечиј приватен имот. Туку имаме надлежност да бидеме посредници помеѓу граѓаните и управителите. Од друга страна, стоиме на располагање како институција да ги заштитиме граѓаните од нелојална конкуренција и од нерегулирани пазарни цени кои тие ги плаќаат кон управителите и приватните компании кои по закон се одржувачи на колективните згради. Во интерес на граѓаните и превенција на потенцијалните проблеми, Јорданов најави: И дополнително, преку јавното комунално претпријатие, ќе инвестираме секоја колективна единица, зграда, да има посебен вентил и посебни инсталации кои, кога ќе има некаков проблем, поврзано со внатрешноста на колективната зграда, да тој проблем се изолира од останатите згради, населби на територија на општина Штип и така во иднина да се решува проблемот кога имаме вакви настанати состојби заради застарената инсталација во одреден приватен имот, во конкретниот случај колективни стамбени згради. Во периодот што следи, односно од следните неколку денови, инспектори за домување во соработка со општина Штип ќе бидат постојано присутни и ќе ја контролираат во сите сегменти соработката, односно обврските и на управителите за домување и на станарите. 2 кучиња денеса, 10 мачки пред неколку дена се отруени во централното подрачје на Штип. Кај маркетот на Кит го до полицијата. Се балео кога почне да одат на работа, се јавија дека кучињата се отруени. Кучињата по 10 години се пред зградата лежат. Мирни, другото беше заловено и кастрирано од страна на службите. И тука, тоа е повеќе од 10 години. Тоа куче веќе беше труено пред 5-6 дена, со испирање го спасивме. Меѓутоа, изгледа ноќеска немаше шанси да го спасиме. Смртоносниот поход на некој е огромен ризик и за децата кои на овој простор редовно играат. Еве, децата, некни деца малечки, 3-4-5 години, тука си играат фудбал. Значи, ако се фрле отров, како што се отруени, ќе згазнат, ќе после се фаќаат со прсти, со раце, по патики, по влечки или што ја знам, ќе се фатат од опасности и за нас, тука што живееме, пред се за малите деца. Овој случај ги алармира и надлежните, а полицијата денеска беше на лице место и изврши увид. Вчерашното невреме во Штип го предизвика ураган кој се движел со брзина од 134 км на час, проследен со обилни врнежи од 18 литри на метар квадратен.
Денес не очекуваат постабилни временски услови и наместа ветрови со брзина до 60 км на час. Во текот на утрешниот ден ќе имаме стабилна временска состојба, ќе имаме повеќе сонце, локална појава на облачност во текот на денот и нешто повисоки дневни температури. Утринските температури ќе бидат пониски, еве за источниот регион утре наутро утринската температура во интервалот од 8 до 16 степени, додека дневната од 27 до 33. Веќе во петок нашето подрачје ќе биде повторно под влијание на влажен бран, со тоа што времето во поголемиот дел од денот ќе се задржи облачно, врнежливо, со повремени врнежи од дожд. Кон крајот на седмицата од УХМР ги најавуваат следните временски услови. Новите од викендот ќе имаме стабилна временска состојба, со тоа што ќе имаме ниски утрински температури под просекот за овој период од годината. Се очекува во Малешевскиот регион утринската температура во сабота и во недела да се спушти и до 6 степен, додека во Штип околу 12-13 степен. Кога превозот чини повеќе од фрижидерот, се активира другар низ прозорец технологија. 100% балкански инженеринг. Не е важно што нема ремени, важно е што има другар што цврсто држи. Утре времето сончево со температури до 29 степени. Ветрот ќе дува со брзина од 10 км на час. Влажноста ќе изнесува 44%. Температурите по градови се следните. Штип и Карвинци со по 29 степени, Пробиштип 28, Чешиново, Блешево и Кочани 29. Виница и Македонска Каменица со по 28 степени, Делчево 27, Пехчево и Берово со максимални 24 степени. Православните верници утре се спомнуваат за светите 45 никополски маченици. Католиците на Бригита,